Македонија е послана со неексплодирани убојни средства. Од Првата светска војна изминаа 105 години и наместо да се намалува, бројот на неексплодирани гранати и други убојни средства се зголемува, алармираат од Дирекцијата за заштита и спасување. Згора се, државата кубури и со кадар. Во моментов на располагање има само 7 пиротехничари и доколку итно не се вработат нови кадри, Македонија за 3 години ќе остане без ниту еден пиротехничар. Оти сите се пред пензија. Буквално тие луѓе се сите тие поминаа границата на пиротехничари одамна. Колку години не е вработен ниту еден нов пиротехничар? 16 години не е вработен. Вака, бидејќи таа е ризична работа, а условите за работа на нас не беа воопшто прилагодени на нас. До сега бевме држава во која што нема бенефициран стаж, нема ризик. Не се ризични. Ова веќе, иако се максимално ризични. Експертите загрижени велат дека бројот на неексплодирани убојни средства ќе се зголемува и во наредните 15 години. Кажуваат дека просечно на ниво на држава секој втор ден имаат интервенции. Само оваа недела на 8 локации отстранувале убојни средства. Ова значи дека повеќе од потребно е инвестирање во нови кадри и не само тоа. Човечките ресурси и техничките ресурси се еден од клучните фактори за зголемување на бројот на вработени лица и се разбира набавка на современа опрема. Во изминатите 10 години едно лице настрадало од неексплодирани убојни средства, а има и 4 случаи на повредени луѓе кои останале инвалиди. Експертите ги посочуваат најризичните региони. Иначе сите тие средства, скоро сите се исправни, значи се запалки, сите тие средства се активни и чекаат, јас така ќе наречам, чекаат жртви. Но сите што се на земја се опасни, значи не смеат да се фаќат, не смеат да се поместуваат, најдобро само да пријавите и ништо друго. Најризични региони се Битолскиот и Струмичкиот. Фактички линијата на фронтот, на Солунскиот фронт е премногу загадена, значи таму имаме секојдневни интервенции. И Охридското езеро не е целосно исчистено од неексплодирани убојни средства. Пред неколку години се спроведе акција во која беа извадени 8.000, а надлежните велат дека има најмалку уште толку неексплодирани убојни средства во езерските води. Ако е за утеха, тие не се опасни се додека не се извадат на копно.